Добар ден, со нас е Тефик Махмуд, активист за човекови права, од неодамна и веќе председател на партијата Упре Рома. Веднаш би почнале со првото прашање, како ја оценувате меѓуетничката состојба во Република Северна Македонија? Најнапред ви благодарам на поканата и уште повеќе за вашата проактивност и медиумски простор. Мултикултурата во Македонија, нашата земја е или се труди да биде мултиетничка или мултикултурна држава, барем декларативно, ако не и оперативно. Сметам дека пораката за едно општество на сите и пораката каде што нели еднаквост и солидарноста треба да ни бидат основните принципи на нашето секојдневие, е само на лист хартија. Во пракса некои работи не функционираат како што е декларативно и таксативно наведено во законските рамки или во уставот како нели највисок правен акт во нашата држава. Ромите во случајот како нели најукнетуваните и најзагрозените во нашата држава се меѓу луѓето кои што се соочуваат со дискриминација на секојдневна основа. Ние сме дискриминирани обично во секој сегмент од нашето секојдневие, вклучувајќи, например, проблемот со ЈСП и со автобусите. Препоставувам знаете дека ЈСП линиите 19 и 20 редовно и навремено доаѓаат и одат во неромските населби, за разлика од едната ромска населба, односно Шуторизари, како нели единствената општина во Скопје и во нашата држава. Тука они сметаат дека треба да бидеме различно третирани, кога зборам различно мислам на негативна конотација, и да злоупотребуваат буџетот кој што е формиран патем од сите граѓани, вклучувајќи ги и ромите во нашата држава. Тоа е само еден од проблемите, да не правиме муабет за соодветна и правична застапеност. Немаме директори, немаме министри, па дури и немаме нели една изборна единица за помалку бројните заедници, вклучувајќи ги ромите, да излегуваат на површина и нормативната моќ на големите политички партии да не биде употребена, оптимизирана, да не речам злоупотреба. На некој начин го начнавте второто прашање, каде ја гледате дискриминацијата и поларизацијата во нашата држава? Да, дискриминација, ако ја земеме етимологијата на самиот збор, нели доаѓа од нееднаков третман, а нееднаквиот третман сметам дека е во повеќе сегменти од нашето секојдневие, вклучувајќи го да речеме и вработувањето. Може би имаме делумна застапеност, соодветна застапеност, но немаме правична застапеност во органите на власта. Уште еднаш, немаме директори, немаме министри, па дури и немаме и амбасадори. Ја не знам зашто. Освен тоа, не само што е нешто во рамки на нашиот закон, каде што е таксативно наведено во овој случај законот за надворешни работи, кај што вели дека треба да имаме нели правична и соодветна застапеност меѓу редовите на амбасадорите, немаме ни политичка воља за нешто што се вика еднакво општество за сите. Ајде, порано немавме компетентни кадри, сега имаме и текако, да не речам пообразовани луѓе од луѓето кои што се во првиот ешалон на оваа власт. И за тоа всушност се решивме да се формираме наша политичка партија со која што ќе ги артикулираме нели гласовите и потребите на нашиот народ во нашата држава. Зборам нашата со акцент, затоа што сметам дека оваа држава е и наша држава. Во оваа држава сметам дека и ромите треба да бидат граѓани од прв ред, но не од втор ред, како што досега патем беше пракса. Уште еднаш, во секој сегмент од нашето секојдневие, не само вработување, домување, образование и така натаму и така натаму. Кои се вашите заложби за промоција на мултикултурализмот и европските вредности? Тоа е многу добро прашање. Да сме ромска политичка партија, но нашето делување и обкружување е насочено кон човекови права. За нашето делување не бенефитираат само ромите, туку бенефитираат и помалку бројните заедници. Во случајот, да речеме, бошначката заедница, српската заедница, па дури да речеме и албанците и другите етникуми кои што нели спаѓаат во нешто што се нарекува малцинство во оваа држава. Нашите заложби се насочени кон спроведување на законите, почитување на меѓународните договори кои што нашата држава има ратификувани според највисокиот правен акт во државата, сакале или не келе
мора да ги почитуваат. И ова акцент ставаме на ова цело време, можеби не треба да не сакаат, но треба да не почитуваат, барем кога станува збор за законските регулативи и уставните прописи во оваа држава. Како го оценувате досегашното спроведување на стратегијата Едно општество за сите и што според вас недостасува во наредната 3-годишна стратегија? Мислам дека ова е повеќе пати наведено во јавниот простор. Еве, не знам зашто нашата влада не го зема оперативниот дел од Едно општество за сите. Декларативно знаеме дека зборуваат цело време дека сакаат мултиетничка држава. Ама оперативно што гледаме? Гледаме дека не сме апсолутно никаде правично застапени. Еден момент, втор момент, не ја гледаме политичката волја за една изборна единица, каде што нели патем Едно општество за сите, сите ќе бидеме и еднакви кога станува збор во политичкиот маркет, кога станува збор за политичкиот маркет и нели гласовите кои што сакаме да ги артикулираме од нашите граѓани, и не ја гледаме таа замисла или таа идеја и во други сегменти, вклучувајќи да речеме не знам проблемите со верските објекти. Имавме политичка волја да се сруши верски објект во Злокуќани, имаме политичка волја да се сруши верски објект во Куманово, каде што нели Куманово е синоним за мултикултуризам во нашата држава, ама луѓето кои што доаѓаат на власт забораваат зашто се класани и забораваат дека всушност дел од електоратот е и ромскиот електорат. Можеби денеска се злоупотребуваат, се манипулираат, да не речем купуваат, но утре не може да го направат тоа. Тие времина полека и сигурно поминуваат. Доаѓаат нови времина, доаѓаат нови сили и европски сили. Сите ние заедно се залагаме за Едно општество за сите. Сите ние заедно сакаме оваа држава да ја видиме дел од големото европско семејство и сите ние можеме да помогнеме во таа некоја насока. Моментот е само да ни дадат можност за истото. И истата можност не сме и не треба да биде предмет на индивидуален избор, туку мора да биде законска основа, мора да биде законска можност, затоа што ние денеска тука сме, утре нема да сме, така? Не треба ни да се подпреме на политичари, треба да се подпреме на регулативи, законски обврски, правни принципи, затоа што само тие правни принципи ќе не однесат таму каде што сите сакаме и замислуваме да бидеме, а тоа е Едно општество за сите и Европско општество за сите. Ти благодарам многу уште еднаш, се гледаме во наредно издание. Ви благодарам и на вас.